Ристо Новачевски му се заканува на директорот на Фондот за здравствено осигурување. Оти ќе го тужи ако за 5 дена не изнесе докази за криминални активности во однос на фирмата Диамет, кој ден Дончев јавно на пресконференција ги изнесе против него. Новачевски тврди, оти сите обвинувања се лаги и небулози. Лага е тврдењето на Ден Дончев дека мене од 2014 до 2017 година ми биле исплатени 10 милиони денари во плати, 17 милиони денари како разни недоместоци, 9 милиони денари во готовински исплати и 12 милиони денари сум подигнал од банкомат. Вистината е дека од 2014 до 2017 ми се исплатени вкупно 17 милиони и 530.090 денари по основ на плати и бонуси за успешно работење. Лага е тврдењето дека госпоѓата Вера Иванова не е вистинскиот собственик на Диамет Македонија и на фирмите косопственици. Лага е тврдењето на Ден Дончев дека истиот ден кога биле исплатени средствата на сметката, јас сум отворил сметка во истата банка. Во демантот, што Новачевски, кумот на Никола Груевски, го испрати до медиумите, се поставуваат и низа прашања до Дончев. Како зошто, откако им укажал на инвеститорите од шведскиот магнат Диаверум, дека се работело за наводно криминален тендер и сомнителна фирма која го добила, Дончев не го поништил таквиот тендер, а и зошто не е поднесена тужба пред судот во Париз. Наместо тоа, господине Дончев, вие предвремено исплативте 4 или 5 фактури во износ од околу 3 милиони евра на според вашите лажни изјави криминалната фирма Диамет Македонија. И со тоа, ако лагите ви беа вистините, сте го оштетиле буџетот на Република Македонија. И тоа во време кога ви протестираа специјализанти и доктори за нереализирани ветувања и повисоки плати, тогаш кога мајки ви плачеа за пари за лекување на своите деца во странство, кога се бараа повеќе финансии за луѓето со ретки болести, вие предвремено исплатувавте фактури на компанија за која сте лажеле странски инвеститори дека е сомнителна и сте најавувале истраги за истата. Демантот следи откако Ден Дончев на пресконференција го обвини Новачевски за криминално постапување, а откако претходната собственичка на Диамет поднесе кривична пријава против директорот на Фондот за здравствено осигурување и против министерот Филипч за злоупотреба на службената положба. Дончев, како во улога на обвинител, јавно говореше за собственичката структура на фирмата, како и за тоа кој кога подигнувал пари од банкарски сметки. Ова е само продолжение на афирата што веќе го доби називот Рекет 2, а која беше објавена минатата недела. Министерот Филипче за обвинувањата оти заедно со Дончев ја злоупотребил службената положба. Ја оштетиле Вера Иванова, скопјанката која сега ги тужи, ама го скратиле и буџетот на Република Македонија во обид да стопираат влесна странска инвестиција во земјава. Изгледа реши да се брани со молчење, па засега не излезе јавно да проговори за кривичната пријава и за скандалот Рекет 2.